Благодарност му припажа на Аллах Джелле Джелалуху, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден. Салават и селам му донесуваме и му испрашаме на последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, на негова честна фамилија, верни асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кои го следат во добро до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Се наоѓаме во највредните дуњалучки денови за кои Аллах Джелле Джелалуху се заколнал во Куранот, во нив, денови за кои пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям укажал дека се денови на вредни, големи дела со кои човекот може да се доближи до својот Господар. Ние посебно ќе се осврнеме на 9-тиот ден од овој месец Зулхиџа, а тоа е денот на Арафат, ден пред Курбан Бајрам. Тоа е 9-ти Зулхиџа. 9-ти Зулхиџа или вторник кој сега ни доаѓа. Кога умметот би го знаел значењето и вредноста на овој ден и на овие денови и вкупно на целиот овој дуњалук, верникот сигурно поинако ќе се однесува. Бидејќи ајетот кој го цитирав, Аллах вели: "Фаида фатту мин арафатин фазкуруллах." И кога ќе тргнете од Арафат за Музделифе, спомнете го Аллах, правите зикр на Аллах. И ние спомнавме долу дека и аџилокот, и намазот џума, и колење на Курбан, и одење на Арафат, на Музделифе, на Мине, сето тоа е сетете се на Аллах. Тоест, бидете свесни за Аллах. Тоест, не заборавајте дека Аллах е со вас. Кога зборувате, бидете свесни дека Аллах ве регистрира, мелеките. Кога гледате со очи, бидете свесни дека Аллах ве гледа. И затоа викат, што е искреност во вера? Вика, да не бараш сведок за твоите дела покрај Аллах, освен Аллах. Значи, да бидеш свесен дека се што правиш, Аллах го гледа. И тоа е суштината на верата. Кој е верник? Оној кој се контролира во зборување, во гледање, во јадење, во пиење, во дела и така натаму. Е сега, ден на Арафат. Ден на Арафат е голем ден. Голем ден. А тоа ќе видиме прво од овие, да ги спомнам 5 или 8 точки на брзина. Вторник, ден на Арафат, кога аџиите стојат на Арафат на една висорамнина која се наоѓа 22 километри оддалечена од светиот град Мека. Тоа место Арафат се нарекува Арафат поради прво што луѓето доаѓаат и ги признаваат своите гревови. Бидејќи Арафа значи оној што знае, оној што признава, оној што е свесен. Бидејќи човекот ќе оди на хаџилак и кој ќе облече само 2 парчина пешкири врз него и тој се сеќава што јас дојдов ваков и ваков ќе одам. А тие 2 пешкири се неминовни. Бидејќи срамните места мора да се покриваат. И заради тоа, и некој да имаше друга форма, уште и тие 2 пешкири нема да беа. Само да се сетиш дека овој човеку си дошол без никаква облека на себе и ќе го напуштиш овој дуњалук без ништо. И се дали вреди во ова раздобје, доаѓаш гол одиш, за ова што е внатре, што ќе го оставиш, да се расправаш, да се караш, да се конфронтираш, да се мразиш. Не вреди. Не вреди. Бидејќи нема да понесеш ништо од материјални богатства. Ќе понесеш само она што ги имаш направено од добри дела. И се Арафат
Ден кога аџиите се подсетуваат и ги признаваат своите грешки. А штом признаеш, Аллах ти простува. Аллах е толку милостив. Кога му рекна Суфјан Есаури: "О Суфјан, а ти биле на Арафат. Иншалла секој доди." Рекле: "Кој е денеска на ден на Арафат, кој човек денеска е најразочаран, кој човек денеска е најодвратен човек?" Сега со други зборови. Рекол: "Оној кој мисли дека денеска Аллах нема да му прости. Тој е најлош човек." Зошто? Бидејќи Аллах вика вака во хадис: "Инна Аллаха ле једну." Во ден на Арафат Аллах се доближува до своите робови. Да ние робови се доближуваме до Аллах е нормално. Додеш на џума, правиш добро дело, делиш, правиш, зошто? Да се доближиш до Аллах. Тоа е нормално. Ама Аллах да се доближи до тебе, тоа е нешто големо. Тоа е нешто величествено. Да Аллах се доближи до тебе. Додиме во нашата цел. Вторник, ден на Арафат. Прва точка. Ден на Арафат е ден кога верава е комплетирана. Ова година спаѓа вторник, инаку секогаш е 9-ти ден од Зулхиџе. Зул месец. Зулхиџе значи месец на хаџот, и затоа се вика Зулхиџе. Зулкааде месец на стоење, бидејќи стоеле луѓето се припремале за да тргнат на хаџ. Секој месец има свое значење. Вели, ден кога е потполнета ова вера. Кој вторник, односно ден на Арафат. Ден кога е потполнета ова вера. Ден кога Аллах дал печат. Што? Печат, о човеку, печат. Дека имаш најсовршена вера. Полна чаша. Не смее да се истура и не смее да се дополнува. Ова вера е комплетна, усовршена, универзална. И не мов дека сега ми што да дополнуваме или што да празниме. А тоа што не сме го знаеле, тоа е баш камуабет. Ама верава наша е комплетна. Ел јауме акмелту лекум динекум. Бидејќи на ден на Арафат Аллах го спуштил третиот ајет од суре Ел Маиде, каде Аллах тврди, кажува: "Денес ви ја потполни ваша вера и ги усовршив моите благодати врз вас." Значи, ви дадов ислам, ви дадов бројни благодати и изгора на тоа радеиту лекум исламе дина. Задоволен сум што ваша вера е ислам. Евреин му вели на Омера: "Кога ние би имале ваков ајет во Теврат, во нивна книга Стар Завет, ние би го земале празник." Зошто? Ти имаш од Аллах гаранција дека имаш најдобро вера. Што немој кој сака нека каже и кој што сака нека зборува. Бидејќи ке нас и Иса има место, и Муса има место. Сите пејгамбери ке нас се прифатени. Кај нив не. Тој не може да биде потполна вера кога тој не го прифаќа Мухамеда. Кога тој Иса не го прифаќа, или Мојсија не го прифаќа, Муса алейхиселам. Омер му рече: "И ние муслимани го имаме празник." Јас знам кога е објавен тој ајет. Објавен е во ден на Арафат и во ден на џума. И џума ке нас е празник, и Арафат, ден на Арифе или Арафат е празник. Второ, тој е ден за кој Аллах аззе ва џелле кажал дека е празник за нас. Види што рекол пејгамбер алейхиселам: "Јауму Арафа ва јауму Нахр ва јаму тешрик идуна ахлул ислам." Ден на Арафат, значи вторник. Ва јауму Нахр, ден на колење, тоест среда или прв ден од Курбан Бајрам. Ва јаму тешрик, и другите 3 дена. Значи Курбан Бајрам колку е? 4 дена. Курбан Бајрам е 4 дена. Идуна ахлул ислам. Овие сите денови се празник за нас, припадниците на исламот. Значи, Арафат и 4 дена од Курбан Бајрам се празник за муслиманите. И потоа вели пејгамбер: "Вахие ејаму аклин ва шурбин." И тие се денови на јадење и на пиење. Тоест, дека кога се клањаме, кога се молиме, меѓутоа дојде празник, може да јадеш, да пиеш, зијаре да направиш на фамилија и така натаму. Трето, Аллах аззе ва џелле се колне во овој ден. Во ден на Арафат Аллах се колне. Како се колне? Вал фаџр ва лејалин ашр ва шаф'i вал ватр. И жими зората и 10 ноќи
и парниот и непарниот. Ибн Аббас вели кој е парен? Кој е парен? Вика парен е денот на Курбан Бајрам. Бидејќи Курбан Бајрам секогаш спаѓа во 10 Зулхиџа. 10 кај број кој е парен. А непарен број е 9. Е 9, кој е 9 ден од Зулхиџа? Тоа е Арафат. Значи Аллах се колне и во ден на Арифе, во ден на Арафат, и Аллах се колне во ден на Курбан Бајрам. Четврто, постоење на ден на Арифе или ден на Арафат, пејгамбер алейхи селам рекол: "Ахтасибу ала Аллах ен юкаффира сена лети каблеху ва сена лети ба'деху." Сметам, се надевам во Аллах, оној кој ќе го пости денот на Арафат, а ова важи за нас, не важи за аџиите, бидејќи аџиите треба да јадат, да пијат, да имаат кувет, да прават ибадет, бидејќи стојат на таа висорамнина на Арафат. Сметам, се надевам во Аллах, дека оној кој ќе го пости тој ден, Аллах ќе му ги прости гревовите од минатата и гревовите од идната година, тоест 2 години. Кои гревови? Малите гревови. Кои гревови? Гревови меѓу тебе и Аллах, гревови меѓу тебе и луѓето и слично. Тие гревови не ги простува Аллах, тие гревови мора да бараш халал кај тие луѓе или да го вратиш нивниот хак и слично. Пето, многу важна точка. Многу важна точка, која ретко се зборува и ретко ја памтат луѓето. На денот на Арафат, на местото на Арафат, Аллах аззе во джеле која го создал на Адема алейхи селам, Аллах поминал со рака по неговиот грб, по неговите плешки и го извадил целото човештво што ќе биде до судниот ден. Запамти го ова и прочитај. Од Адем алейхи селам па се до последниот човек на оваа земја, Аллах вика се вели ахазал мисаqa. Аллах зел завет. Кога ги од кишмата на Адем излегло целото човештво, душите, не тела, души. И Аллах им рече: "Елесту би раббикум." Дали сум ја ваш господар? На душите им рече Аллах. Калу бела. Тие потврди рекоа да. Шехидна, сведочиме дека е така. Ен такулу јаумел кијамети инна кунна ан хада гафилун. Немој да речете на судни ден не знаевме, заборавивме. Што значи овој збор? Нема човек на земјава, било муслиман, било немуслиман, во кого Аллах не инсталирал иман, вера. Било Зод, било Господ, било раб, било гад, било како сакаш. Секој човек има во себе вера. Зошто бидејќи Аллах кога го помина Адем, Аллах ги праша душите и нема човек без вера. Има само луѓе кои ја покриват вера. А на арапски се викаат чафири. А што се чафири? Земјоделци. Што е земјоделец? Земјоделец е оној кој семето го става во земја и го покрива со земја. Значи нема неверници на земјава. Има само оние кои ја кријат вистината, зашто тие кои ќе паднат во мака, и Владимир Илич Ленин, кој бил најголем комунист и неверник, кога се разболел на смртна постела, го побарал најголемиот поп на Русија да дојде на глава, да го исповеда, да се моли за него лесно да му излезе душа. Значи нема човек што не верува. Туку има луѓе што го кријат верувањево, кои не сакаат да признаат, а не може човек. Одма кога ќе му умре некој, го Боже, совраќајка без да сака тој, во душа ќе рече: "О Господи, како било." Ден на Арафат е ден кога вели пејгамбер алейхи селам, вика: "Инна Аллах ахадал мисаqa min dhahri bani Adam bi Nu'man." Allah, hadis sahih. Allah azza wa jalla zede завет од цело човештво во Nu'man, а тоа е Арафат, дека Аллах е нивен господар. Шесто, во ден на Арафат, во вторник, кој ќе пости, кој ќе прави добри дела, Аллах азza wa jalla најповеќе што ослободува од џехенемски оган. Како? Аллах што не ослободи од џехенемски оган, значи нам ни загарантирал џеннет. Ни ги простил гревови. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем: "Ма мин јаум", нема ден во кој Аллах толку многу ќе ослободи од џехенемски оган, како што ќе ослободи во денот на Арафат, во денот на Арифе, во вторник. Потоа седмо, хајру дуа јаум Арафе, вели пејгамбер. Денот на Арафат или денот на Арифе по наше е ден кога е најдобро да упатуваш дова. Дова е секогаш добро. Дова секогаш е убаво. Било на сежда,
било во последна тетина, било во џума после кинтија, било во длабочината на ноќта, било кога врне дожд, било кога се наоѓаш во мака искушение. Тие се моменти кога дова е убаво, било дова меѓу езан и икамет. Меѓутоа, во денот на Арафат, вели пегамбер, хајру дуа, најдобра дова е дова која ќе се упати во денот на Арафат. А најдобро што сум рекол јас и пегамберите пред мене е ла иляха иллаллах, вахдаху ла шарика лeh, лехул мулку ва лхамду ва хуа ала кулли шејин кадир. И 8 точка, аџилокот не може да биде аџилак без Арафат, без вторник, без денот на Арафат. Бидејќи рекол пегамбер салаллаху алейхи ва селем, ел хаџу Арафа. Аџилокот е Арафат. Секаде додиш, ако не си тој ден тука и камила да заколеш, не ти го надополнува. Ова важи за аџиите. А за нас, што важи? За нас важи нијет од сега и од првиот ден кога влегува Зулхиџе, да занетиме нијет да принесеме жртва, да заколеме курбан за Аллах аззе во џелле, бидејќи рекол пејгамбер, и што велам пејгамбер, оџата рече, не рече оџа, оџа само пренесе, запамти го ова. Оџа пренесува, не донесува закони. Ние сме само поштари. Рекол пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Хадис Шех Албани рекол добар. Мен ваџаде са, фелем юдахи, фелем юкаррибенна мусаллана. Кој ќе има можност, здравје и пари, и не заколе курбан. Кој ќе има здравје и пари, а повеќе сија значи можност финансиска. Кој ќе има финансиска можност да заколе курбан и не заколе курбан, нека вика пејгамбер, фелем юкаррибене, нека не ни се доближува на местото кај што ќе кланеме Бајрам. Што сака да каже? И затоа, според наш ханефиски мезхеб, колење на курбан е важиб, а според другите мезхеби е суннет муекеде, потврден суннет. Кај нас, ако имаш можност да заколеш курбан и не заколеш, грешен си. Кај другите, ако не заколеш курбан, немаш греф. Меѓутоа, Шехул Ислам ибн Темие, Мухамед ибн Салих Усеймин и други научници викаат најточно мислење е ова. Кој има можност и не заколе курбан, тој ден се огрешил спрема Аллах. Иншалла, Аллах да ни прости и да ни се смилнува и да го дочекаме ден на Арифа или ден на Арафат, вторник, без да оставиме без пост ние и нашите блиски и нашите фамилии, да пренесеме оваа џуанска порака и да го дочекаме Курбан Бајрам во среда, инша Аллаху.